На време и за разговор во нашето студио зборуваме на тема здравје. Годинава многу освоени битки, успешни операции на срца, но пред се многу детски насмевки. Кога размислувавме кого да го поканиме во нашата емисија, несомнено изборот беше тој. Велам добро утро за професор доктор Владимир Чадиковски, човекот кој заслужува на вистинска почит на крајот од 2025 година. Ви благодарам за најавата, не знам, баш убаво вака од Сабајле. Секогаш сте прв избор, да знаете. Да, тоа баш ви го ми е драго. рековме и сега. Баш ми е драго. Мислам, за за крај на годината како прв избор, добро е тоа. Да, на крај на годината оставаме простор за успешните. Ќе почнеме со прашањата. Секој дете е подарок и навистина заслужува да живее нормално, но понекогаш животот има друг правец. Колку детски срца годинава продолжува да чукаат во истиот ритам? Тоа е онака, мислам, има прашања кои цело време сам си ги поставувам. Бидејќи у моментов има сега на одел кај мене 14 бебиња кои што веќе 80% од бебињата се оперирани, 20% се уште чекаат интервенција, не ради чекање од тоа што туку треба одредени припреми пред да се оперира. За овие што знам 25 години, ја мислам дека цел живот само деца оперираме пред срцата, беше детска хирургија, 15 години веќе се детскиве срца. Кои ќе ме прашаат, интересната е парадоксално што ги памтите тие што не сте успеале да ги спасите. Тоа е еден парадокс. Иако бројката е скоро 2000 деца што сме ги третирале за овие 15 години, повеќе негде од 500 до 700 интервентни процедури се, така да бројката е голема. Али парадоксално е што ги памтите тие што не сте успеале. И по тоа едноставно има една тежина која што мислиш дека со годините ќе ја совладаш, но се потешко ја прифаќаш. Тоа е интересен феномен, али у глобалот сме многу радосни кои ќе видиме, ќе ме сретнат на улица, детево пораснало, не си го било пред многу години оперирано, и едно чувство кое што стварно не може да се опише. Паметите дел од тие бројката е релативно голема. Пред повише родителите ги памтите, него деца растат, сте ги опериле како бебе и кој ќе видите вака пораснато дете, баш убаво чувство, мислам, онака незаменливо. Така да мислам дека за овој период од колку веќе 15 на година помина повеќе од 2000 деца. Така да бројката е така, мислам дека солидна. Голема бројка. Во пред да почне официјално разговорот, ние зборувавме за тој адреналин и вие рековте и кога дојдовте тука и дури мене ако ми фали, да, тоа би било фали адреналин. Апсолутно. Кажете ми како тоа го надминувате? Еве рековте имате тешки случаи кои остануваат нормално во осеќавањето и ве држи тој адреналин константно, значи вие имате потреба од тоа да бидете на таа фреквенција, на таа висока фреквенција. Имате ли конкретни рутини? Пробувате, се имам повише пасија, стално викам во животот треба да имаш некоја пасија која што малку ќе ти направи некоја дистракција од работата која што ја работиш. Па мислам дека времето, самото, што повеќе време можеш да најдеш за себе, да најдеш некаков мир. Знаете, стално викаат сите се стремиме кон некоја среќа, ја мислам дека мирот е побитно, бидејќи кога си среќен има несреќа, кога си здрав има болест. Единствено мирот е нешто што сметам дека може да те извади од таа една работа која што ја работиш без разлика дали е мојата или вашата работа. Мислам дека моментот си може среќен, кога искочиш надвор веќе не си среќен. Мислам дека мирот е тоа што мислам најмногу се стремиме и пробувам да го најдам. Тоа ми е се уште некоја мисија. И пробуваш тој адреналин да го намалиш, али некако пак те враќа назад и не знам, ќе покаже времето, валјда, кој правец ќе се тоа. Еве, кога сме кај времето, како би оцениле ова измината 2025 година? Зборуваме малку повеќе и на професионален, меѓутоа можеме и да се осврнеме. Па интересна работа што ја од аспект професионален мислам дека е успешна, бидејќи имавме навистина успешна година. Голем број на деца се спасија, направивме чекори, воведовме нови работи кои што до сега не беа воведени. Самата интензивна нега на која што сум најмногу горд е тоа што ти кој имаш интензивна нега како што е нашата, е агресивна интензивна нега и ние сме на некој начин стално викам последниот бастион на децата кога им е најпотребна помош. Лечевме голем број на деца не само со срце и мани, лечевме деца со ковид, ги извадивме. Имавме деца на кои што им беше потребна диализа, имавме деца со леукемии, кои што има изливи. Така да буквално мислам дека бенефитот од таа интензивна нега е стварно по мене една гордост на целата држава. И мислам дека и мојот тим, да не го заборавам, мислам дека оваа година тоа ми беше главно, бидејќи мислам дека
веќе направив нешто во животот кое што мислам дека и самиот ќе си бидеме ден горд дека тоа функционира добро. Верувам дека бебињата се посебна приказна како и за секој од нас. Пред да се вклучиме со разговор, разборувавме дека веќе бевте на вашето работно место. Како изгледа едно утро со најмалите борци? Рутински е веќе свет. Уствари, јас се трудев целиот ова моја кариера, како и да земам, некој ќе ја третира за добра, некој за лоша, не е ни битно. Јас знам дека сум направил нешто добро. Е тоа што веќе на вистина имаме одел кој што функционира како секој одел. Бидејќи кога почнуваш и кога доаѓаш, почнуваш од нула. Јас стално викам, имаме еден наслов на презентациите кога ги правам надвор, насловот гласи на англиски вика How to get to the moon without the rocket. Како да стигнеш до месечината без ракета. Значи ние 2012 година прв пат во живот видовме срце. Немавме видено срце. Ние почнавме детска кардиохирургија пред да почне адултна кардиохирургија. Значи тоа е обратно у процесот. И да сега дојдеме во една ситуација каде што ние имаме еден одел за интензивна нега и еден одел за детска кардиохирургија каде што све си функционира како што треба да функционира. Значи како секој друг одел. Имаш стручен колегиум, имаш визити, имаш голем тим од 80 луѓе, секој си ја брка својата работа. Јас стално викам додека ние седиме овде, некој ги гледа тие деца, значи на тоа сум најгорд бидејќи направив еден тим кој што е само одржлив, да може да даде услуги како што заслужуваат сите деца. И тоа мислам дека ми е имаше една мала дигресија. Јас стално го кажувам тоа и кој ќе видите афричко племе, јас стално викам никогаш не седат еден наспроти друг, сите седат во круг. И тоа е еден почеток, јас стално викам на еден конзилиум, бидејќи таму сите се имаат право да кажат, а увек има на крај тој што го води племето последен зборува. Така да тоа е еден систем што викам ја на округла организација. Така да мислам дека годината е успешна и тоа што се стремиме наредната година нормално сакаме некои нови уште по современи методи да воведеме. Го најава се, така да мислам дека имавме навистина успешна година. Работите на вистина хумана професија и верувам како и секој од нас крајната цел е да биде се успешно. Како од каде ја црпите енергијата за еден успешен ден? Морам да признам се потешко. Порано некако ми беше полесно. Се рестартираш, не знам, има едно чувство. Знаете, пак ја кажам, дојдов во една фаза каде што работата ми е веќе рутинска, морам да кажам. И не е и веројатно затоа ја правиш таа дистракција со мојата пасија што имам спрема коли, мотори, сега имам некаков подкаст, нешто правиш дистракција од тоа што секој ден го работиш и гледаш тоа да го сработиш најдобро што можеш. Кога е најпотребно да си таму, тоа да биде све сработено како што треба. И кога ќе заврши работното време, сакам нешто друго што не е поврзано конкретно со тоа што го работиш, бидејќи едноставно да направиш малку така, да издишеш од целата работа, така да мислам дека треба секој да има некоја пасија во животот по мене. Тоа штити од деменција по мене. Кажете ми, од толку многу случаи, операции, имате ли некој најспецифичен случај кој го користите како пример, нормално, професионално? Тоа е поинтересни се не е толку, мислам, операциите и кои се работи за вродени срцеви мани. Секој дете е своја приказна. Имаш дијагноза која што може да ти е полесна, да поминеш потешко. Имаш дијагноза која е потешка, да поминеш полесно. Може да имаш полесна дијагноза, но да имаш тежина од 1200 грама на бебе. Автоматски таа полесна дијагноза станува најтешка дијагноза. Имаш период како што имаме, например, деца, кај што едноставно правиш операција само во моментот да го заштитиш и мора бебето 1,2 кг, мора да дојдете до 2,5 кг во таа фаза за да можете да издржи операцијата детето. Така да конкретно кога се збори за најтешка или најлесна операција, јас стално викам поинтересни се оние човечки борби и љубовта што ја покажуваат фамилијата спрема бебето и заедно во таа комбинација кога се бориме сите заедно да го спасиме, тоа повеќе ми остава впечаток кога ќе видам од родителите желбата и борбата тоа све да помине како што треба. И повеќе памтам такви ситуации кога ги гледам тие релации меѓу нас кога се случуваат, бидејќи едноставно ние го растеме тоа дете. Ние се фамилизираме со тоа дете. Но ние сме секој ден со тоа дете. И тоа има бебиња кои што лежат и по 6 месеци кај нас. Значи едноставно го растете. И мислам дека не би можел да издвојам некоја посебна приказна, освен да кажам дека тоа е еден триаголник на доверба помеѓу
докторите, фамилијата, бебето, така да пак би се насочил на тоа дека секоја бебе има своја приказна. Секој што сме го спасиле, по мене мислам дека е приказна за себе. Дечињата со Даунов синдром исто така имаат посебна приказна и тие ми се феворит. Да, често знаете да ги споделите на социјалните мрежи. Омилени ви се во таа група на деца? Па да, ја мислам дека децата кои што со Даунов синдром, со аутизам, сите тие дечиња кои што посебен имам спрема нив однос, можам да кажам дека тие знаат само за љубов. Не постои кај нив ништо скриено. И нив е седно како вие ќе ги облечете или дали едноставно они само љубов може да ви пружат. И тоа се секое гледање кој ќе ме видат, тоа е такво гушкање да едноставно осеќате дека тоа што ви го даваат е искрено, дека тука нема скриено. Знаете, секој дете ќе дојдете, купи ми ова да добиам 5, кај нив тоа не постои. Значи, зато ми се посебна. Претходно пред ние да започнеме тие дечиња најверојатно завршувале, не ги ни оперирале на некој начин и многу ми е драго што од 2012 година кога почнавме ние, и ја мислам негде околу 40 на деца се оперирани со Даунов синдром. Сега имам уште неколку дечиња што чекаат операција. Така да ми се онака баш феворит. Морам да признам. Кога сме веќе кај тие односи, најдов една ваша изјава, вели, кога би имал времеплов, би сакал да се вратам во времето кога одевме на море со воз, без мобилен телефон и се јавуваш дома 2 пати, кога ќе стигнеш и втор пат да ти пратат. Кај го најдовте, сум го заборел и јас. Ете така. Па да, без сосема друго време. Мислам, од оваа дистанца, интересно, вие сте помлади од мене, фатив таа генерација кога едноставно живеевме една друга држава, која беше све различно од сега, не знам, тие движења и тие дружења и овие социјални медиуми, све е тоа измешано во моментов, али навистина кој ќе го доживееш тој период, се може да компарираш, кој ќе дојдеш во овие години, веќе можеш да сватиш што е подобро, по принцип. Не во аспект на државност, на тоа, туку едноставно на тие релации меѓу луѓето, меѓу пријателите, меѓу... Тоа ми беше прашањето, дали верувате дека може пак да се прати на тоа ниво? Дали можеме да дојдеме на... Па по мене мислам тешко. Тешко, нели? Мислам по мене тешко. Мислам дека се брои све на рака веќе, мислам од прво деление веќе све изместено по мене. Мислам за тие релации меѓу деца, знаеш, стално го потенцираме тоа социјалните медиуми. Мислам дека и од дома доаѓа еден од главните проблеми, али човечки се надеваш дека нешто ваќе ќе биде подобро. Мене едно видео кој ме шокираше пред некој ден на Инстаграм беше родителите на детето му подарија кученце и тоа праша дали е AI. Значи дали е направено. Затоа викам, се надевам дека нешто ќе се смени, дека нешто ќе иде во подобар правец. Ја стално ги прашувам колеги кога ги имам овие емисии на подкаст, викам кај гледаат од секоја област artificial. Сите кажуваат дека вештачката интелигенција ќе придонесе во подобрување на доста работи во медицината, али не може да ви даде емпатија. Значи нема да има емоција. Дека ние во 50% случаевите некој со фамилиите релацијата што ќе воспоставите меѓу себе има еден емотивен момент кој што знае многу да помогне. Едино тоа мислам дека нема да може да го постигне. По мене сега. Да го закружиме разговорот со она што го спомнуваме повеќе пати во овој разговор, тоа е вашиот подкаст, кој што го започнавте годинава и во кој што гостуваат еминентни доктори, зборувате на различни теми, но пред се обидувате медицината да ја доближите до секој слушател. Тоа е, не знам ни зашто го почнав, искрено, ако ме прашувате, почна спонтано, не очекував таков фидбек. Викам дај ќе направиме, века претходно имав емисија направено за олтајмери, бидејќи тие ми се... И идејата беше, викам, ајде нешто да видиме како ќе изгледа ова, без политики, без организирање. Да викаме чисто медицински подкаст, бидејќи се воопште во Европа немаш подкаст каде што доктор води со доктор. Многу е мала бројката на такви подкасти. И рековме строго идеме само медицински, ајде да пробаме, видиме како ќе изгледа. И доби таков фидбек да едноставно сега завршивме прва сезона, негде 22 епизоди, имаме негде околу 700-800 илјади гледање, 50.000 часа, милион гледање на Инстаграм, некои такви бројки. Едноставно сваќате дека луѓето сакаат, ги интересираат работи како да не видат мене и колегата на ти и да видат како ние разговараме за различни проблеми, бидејќи ја точно знам што ги интересира, зашто ми се јавуваат вако. Значи ти можеш да збориме за операција на тумор на мозок, тоа баш го кажам, стално го кажам, и да објаснуваме со колега како се оперира тумор на мозок, а јас знам дека ги интересира родителите дека што се случува кога детето ќе им падне од кревет на глава.
И знам дека сите трчаат у болница со вакво, да им каже дека чекај, не се секирете, не е ништо страшно, ништо не може да се деси. Тие се работи кои што ги осеќаш кај луѓево и едноставно гледам дека има убав фидбек, не зема многу време, прави на дистракција кој што кажам, пак се правиш некоја добра работа. И ме прашуваат колку време ќе трае ова, викам па што знам колку што сакам. Додека има доктори. Додека има доктори или не, колку што ме држат ваква енергија и колку имам уште ентузијазам од тоа, али сега ми е баш онака една интересна приказна која што гледам дека има во народот интерес и мислам дека би продолжи. Тоа интересна работа во секој случај. Ние на почетокот ви кажавме, луѓето сакаат да ве гледаат, да знаат. Да, веројатно. Очигледно се потврди да, тоа е нашата теза. Се радувам, фала. Еве накратко очекувањата за следната година и како доктор и како човек. Па јас се надевам прво на ово светско ниво дека овој хаос ќе се среди, мислам дека сите не погаѓа ова све што се случуваше, мислам беше од глобален аспект една лоша година, можам да кажам, со сите овие војни што се случија и народ што испогина и така натака. Се надевам дека оваа година тоа бар малку ќе се смири, тоа ми е онака моја лична желба, што се однесува до нашава работа. Се надевам, бројката ние ја имаме. Значи, нашата работа зависи од број на живородени деца. Значи, 1% од тие деца секогаш имаат мани. Се надевам дека порано ќе ги диагностицираме за порано да можеме да ги решиме, иако резултатите се оваа година баш добри. Се надевам дека им посакувам на сите здравје, да најдат некаков мир, иако што кажувам цело време во себе, да се сакаат повише државата, народот, така, повише се дружат. Така да тоа би било мојата порака на крај. Да ги задржиме вистинските вредности. Па јас се надевам. Ви благодарам многу за гостувањето во нашата емисија. Ќе ви посакаме и ние многу здравје, многу мир и се разбира ве очекуваме повторно наредната година да не бидете гости. Фала, благодарам. Нема да остане на прв пат во ова студио, се разбира. И мене ми е драго што е втор ден имаме вакви гости, ве очекуваме, ви посакуваме и вам исто така. Еве, среќна нова година пред време и многу успеси. Се надеваме на што помалку. Па да, тоа е реално така, да. Бројки, меѓутоа и вие рековте дека бројките постојат, тоа е реалност. Апсолутно. Ви благодарам уште еднаш.